вечер, почитувани гледачи. Ново издание на Ваш доктор, нова работна недела. Секако ние сме тука повторно со вас и за вас, се со цел да ви доставиме информации кои што ќе ви бидат корисни во однос на вашето здравје, да се разбира да се грижите, како да се го сочувате и како што знаете, бидејќи во секое ново издание на Ваш доктор говориме и за одредени проблеми со здравјето, пак кога ќе имате некои проблеми, кога навреме да реагирате, кога да се обратите нели кај доктор и се она што следува потоа. Меѓутоа, денес малку поинакво издание на Ваш доктор. Обично, како што кажав и напоменав, говориме за проблемите со вашето здравје, меѓутоа денеска ќе проговориме од аспект на тоа пак како да го сочувате и како да се грижите во однос на една посебна и конкретна тема. Станува збор за пробиотиците. Многумина од нас можеби не знаат колку се тие важни се разбира за нашето здравје и воопшто за функционирањето на правилното функционирање на нашиот организам. Уште повеќе што овој период е така времето променливо, нели често се големи температурни разлики, имаме нели појава на разни вируси, тука беше и грипот, настинки и така натаму, па често пати состојбата се комплицира, па потребно е да земеме антибиотици, меѓутоа многумина од нас антибиотиците ги консумираат, но не консумираат со антибиотиците пробиотици кои што нели би го регулирале сето она што антибиотиците би го нарушиле кога нели ги примаме. Ете така на некој начин посакав да објаснам барем малку за она што ќе говориме денес. Меѓутоа за таа цел овде имаме соодветно стручно лице кое што ќе биде на ваше располагање, ќе ви достави многу информации во однос на тоа кога станува збор за пробиотиците, ќе ни објасни што значат тие. Значи, потоа за какви примени се, значи колку се тие важни за проблемите со дигестијата, например, за сето ова, како што кажав, ова преодно време за нашиот имунитет и така натаму. Веќе со мене во студиото е магистар Филип Ачковски, кој што е фармацевт и е компетентен да ни каже многу повеќе за оваа тема. Добре дојде, Филип. Добро е, најдов. Се надевам дека еве ќе имаме убав разговор и ти како стручно лице, кажав магистар фармацевт, ќе доставиш многу корисни информации до нашите гледачи со цел да им објасниме многу за пробиотиците. Ми се чини дека многу малку се информирани нашите граѓани. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата. Јас сум апсолутно сигурен дека ќе имаме една убава интерактивна емисија и ќе одговориме на доста прашања поврзани со пробиотиците. Пред се, зошто пробиотици, кога да се употребат, кои комбинации би биле најефективни и едноставно да го подигнеме нивото на знаење за превентивата. Се согласувам апсолутно дека ние како популација сме навикнати да одиме на лекар кога имаме проблем. Многу повеќе работиме во насока на терапија и на куратива, што велиме ние во медицината, а помалку на превентивниот дел, и тоа е нешто на кое што треба да работиме сите заедно, како стручна фела и воопшто, како новинари, се со цел да придонесеме за подигнување на свеста за здравиот живот, здравата исхрана и едноставно одржување на сочувување на здравието пред да дојдеме до разболувањето, затоа што потоа со секоја терапија ние нормално мора да ги прифатиме и штетите кои што со тоа ќе се случат. Како што велите, вие подобро да се спречи него да се лекува. За жал, некако ние многу потешко го сваќаме тоа, меѓутоа затоа и всушност си ги правиме овие емисии од областа на здравството, се со цел нелеве на некој начин да ги информираме нашите гледачи и граѓаните и да им го подигнеме нивото на свест, нели, да знаат кога, како и да реагираат кога станува збор за сите оние проблеми за кои што говориме, не само и денес за пробиотиците. Ајде некако да започнеме. Убаво кажа ти интерактивна емисија, тоа го знаат и нашите гледачи. Секако ќе им дадеме и нив можност да се приклучат во нашиот разговор доколку имаат некое прашање. Имаме и едно изненадување за нив, меѓутоа ајде малку да ги оставиме, нели, да се прашуваат што е тоа, па малку подоцна ќе го кажеме. Ајде првин да одговориме на прашањето што се всушност пробиотиците и тука од режија, нели, ќе пуштат еден клип кој што е соодветен да некако го покрие сето она што ти ќе го објасниш. Во суштина ние секогаш тргнуваме од коренот на зборот, тргнуваме од она што се вели пробиос, антибиос, значи пробиос значи за живот, антибиос против животот.
Како што знаеме, за жал во изминатиот период модерниот човек се храни пред се со индустријски процесирана храна. Тоа подразбира дека ние едноставно сме ги уништиле пробиотиците, односно добрите бактерии од нашата исхрана и на тој начин предизвикуваме нарушување на нормалната дигестивна рамнотежа која што се случува. Како што гледаме од самиот клип, пробиотиците имаат многу корисни дејства, како во поглед на одржување на правилниот метаболизам, доброто варење на храната, така и во поглед на имунитетот, бидејќи 70 до 80% од имунитетот се наоѓа во гастроинтестиналниот тракт. Сега пробиотиците се многу битни, бидејќи тие действуваат преку неколку начини. Од една страна, значи, помагаат да се вари храната побрзо и метаболизмот да биде здрав. Тоа ни помага и за нашиот добар изглед, не само за доброто здравје. Потоа ги блокираат токсините, ги блокираат алергените. Доколку не ги внесуваме доволно, се нарушува рамнотежата во организмот, доминираат лошите бактерии и имаме проблеми дигестивни, како што се диареја, односно проливи, запек, киселини и така натака, и па дури и алергии на храна кои што се почести и почнуваат за жал од многу рана возраст и кај нашите најмили, кај нашите деца. Токму заради тоа нашиот фокус е на еден здрав живот, на не само на здрава исхрана, туку и воопшто водење на здрав балансиран живот и внесување на пробиотици кои што едноставно ќе ни помогнат да го изрегулираме тој момент на внесување на токсини и преработена храна која што е вообичаена во денешно време. Сега, значи, кога ќе помислиме на пробиотици, генерално прва асоциација која што овде во Македонија ни се јавува е дека треба да ги употребиме за диареја. И тоа е добро да се стартува од некаде, значи од таква гледна точка. И кога зборуваме за диареја, пробиотиците се корисни при голем број на диареи. Значи сега веќе дојде летниот период, сите знаеме дека сезонските диареи се доста честа појава и луѓето веќе сметам дека се доволно запознаени и знаат дека пред да отидат на одмор треба да се снабдат со пробиотик, бидејќи кога одиме на друга локација ние менуваме храна, менуваме вода, доаѓаме во контакт со микроби кои што не се овде присутни, плажа и така натака. Во секој случај промена, па може да се случи. Апсолутно влијае негативно на нашиот дигестивен тракт и една од првите реакции се диареите. Втора работа, која што сега е можеби по актуелна, тоа е диареја асоцирана со антибиотици. Вие многу во ведот на емисијата споменавте дека антибиотиците се можеби потентни и важни лекови кои што ги користиме со цел да решиме одреден агенс кој што го нападнал организмот, меѓутоа антибиотиците при тоа ги убиваат и сите други бактерии што ги имаме. А рековме дека нас ни требаат пробиотици за да го држат балансот под контрола и метаболизмот. На тој начин сосема јасно е дека при примена на антибиотици ние мора да користиме пробиотици со една напомена да има размак, односно простор помеѓу земањето на антибиотикот и пробиотикот. Ако земаме, например, антибиотик во 8 часот, пробиотикот треба да се зема 2-3 часа погасно, 11 часот, например, за да не ги уништиме пробиотиците со паралелното консумирање. Од друга страна, значи, поготово е значајно да се користат ако имаме долготрајни терапии со антибиотици, како што се, например, во терапија на Helicobacter pylori, еден многу интересен агенс. Знаеме дека тука се користат веќе 3 типа на антибиотици, колку што. Апсолутно, има тројна терапија тука и тоа дополнително го истоштува нашиот организам и влијае на уништување на цревната микрофлора како што велиме и овдека е неопходно да користиме пробиотици, при што тоа е, значи, во период од минимум 15 дена па и повеќе, со цел да ја одржиме нашава стабилност. Покрај тоа, значи, други инфекции кај што се користи долготрајна антибиотска терапија, цистити, гинеколошки инфекции и така натака, сето тоа се индикации, да речам, кога ние е оправдано да користиме пробиотици. При тоа,
важно е и кои комбинации би ни помогнале за да добиеме поголем ефект. Значи, обично корисни комбинации се кога со пробиотиците се комбинира цинк, тој многу помага за стабилизирање на столицата и стабилизирање на проливот. Тука ќе те прекинам, само интересира бидејќи нели напомена за повеќе работи, како што кажавме кога веќе нели имаме проблем со хеликобактер пилори, три врсти на антибиотици, некои хронични цистити каде што постојано се консумираат гинеколошки инфекции, така натаму нели оние компликации од гриповите, пневмонии и така. Меѓутоа ме интересира еве луѓето обично и кога имаат проблем со диареја, обично одат во нели во аптека и прво што ни паѓа на памет е Линекс, бидејќи нели таа реклама за Линекс е премногу форсирана по телевизиите, па некако прво што ни паѓа на памет е Линекс да купиме. Значи за кои проблеми, еве и тука мислам дека ќе се надоврзаме на она што сакаш ти да го кажеш, кога се користат пробиотици за еден таков проблем и какви, дали има разлика, а какви треба да се користат пак, како што велите, во комбинација со цинк и така натаму, претпоставам дека има и некои други комбинации кои би биле поспецифични пак за некои други проблеми. Ајде вака ред по ред да ги кажеме си. Јас би тргнал од онаа класична медицина. Јас би тргнал од онаа класична медицина која што порано се применуваше и денес се применува, а тоа вели кога сакаме да сузбиеме диареја, прилично корисна е комбинацијава на пробиотици, цинк, па и било која друга инфекција, витамин од групата B6. Значи сите тие помагаат побрзо да дојдеме до ефектот на згуснување на столицата од една страна, од друга страна цинкот е многу значаен од поглед на имунитетот, како и пробиотиците, поготово во комбинација, бидејќи, како што рековме, 70 до 80% од имунитетот доаѓа од гастроинтестиналниот тракт. И ние едноставно креира нашиот организам антитела кои што побрзо ќе реагираат во однос на инфекцијата и на тој начин ние не само што делуваме на симптомот, зашто диарејата е симптом. Диарејата не е заболување, туку делуваме и на самиот проблем, односно инфективен агенс кој што тоа го предизвикал. Во народната медицина знаеме уште од претходно дека и што се вели нашите стари не третирале со чаеви, камилица, нанесе. Се тоа корисни природни компоненти кои што во комбинација со пробиотици и со цинк и со витамини од Б групата ни помагаат побрзо да ја надминеме диарејата. Тоа е за диареја без разлика дали е предизвикана од антибиотици, дали е предизвикана од некој вирус или пак од сите овие работи што ги спомнавме. Меѓутоа, што ако претпоставам дека еве и вие сте информирани, има луѓе кои што имаат проблеми со системот за варење, имаат иритабилно црево. И претпоставам дека многумина го имаат тој проблем со одлична забелешка. Со столицата. Бидејќи сум имала емисии во однос на таа тема и многумина од гледачите имаат таков проблем и не знаат всушност што и какви пробиотици да користат. Каков тип на пробиотици би биле добри за овој проблем? Значи, во суштина има многу типови на пробиотици. Колон иритабиле или состојбата на иритабилен колон е многу непријатна состојба која што не треба да се игнорира, треба да се третира, а пробиотиците се една од клучните компоненти во действување во овој поглед. Генерално, она што се сугерира се комбинација од лактобацилус, значи млечно-киселински бактерии од повеќе типови, значи да не ги должиме многу гледачите со специфични родови, меѓутоа во суштина зборуваме за комбинација од лактобацилус ацидофилус, лактобацилус касеи и бифидобактериум, односно поточно бифидобактериум анималис, една од најинтересните комбинации кои што во оваа тројна комбинација се дојува најголем ефект. Секако повторно велам, цинкот доста помага за згуснување на столицата, за побрзо да се постигне ефектот. Од друга страна, кога имаме силни диареи од било кој тип, се губи многу течност. Значи, односно губиме доста електролити во организмот. Во тој случај е корисно внесување и на орално
на ОРС, значи изборуваме раствори од натриум, калиум и така натака, или дури и комбинации постојат на пазарот од пробиотици и раствори со кои што ќе надополниме загубата на електролити кои што се случува, која што може да биде прилично опасна, поготово кај малите деца. За гледачите може да биде интересно дека во земјите од третиот свет трета причина за смртност на децата е диареа, за жал. Така, да, за жал. Мислам, тоа е прилично сериозна работа и не треба да се гледа како тоа е симптом, ќе помине. Да, во ред, меѓутоа ако не се третира соодветно, не треба да значи да се игнорира. Имаме достапни, релативно ефтини, да речам, производи за неизин третман и што е најважно во поглед во однос на пробиотиците прилично безбедни по нашиот организам. Значи стигнавме до на прашање кога нели кажав временскиве неприлики или прилики, како да ги кажам, нели времето многу нагло се менува. Еднаш имаме сонце, еве вчера имавме информација дека дури и наводно можевме да забележиме нели снег малку, заладено време, па можеби после некој период пак ќе затопли. И нормално се уваат вируси, настинки за имунитетот. Значи какво значење имаат? И еве токму оваа комбинација која што ќе можат да искористат нашите гледачи. Кажеме нешто повеќе. Па добро, јас мислам дека малку навлеговме во првиот дел од емисијата во она што ни е пред се познато, а тоа се делот на третман на диареи и така натака. Од друга страна, она кое што е помалку познато веројатно за гледачите е значењето позитивно кое што пробиотиците го имаат врз градењето на имунитетот. Ние веќе напоменавме дека 70 до 80% од имунитетот се ствара во цревата, а токму таму делуваат пробиотиците. И овдека имаме класична имунолошка теорија. Ајде сепак да го слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавувам за овие, имам пиено за имунитет. Така. Вашето име и презиме? Спасева Елизабета. Спасева Елизабета. Да. Добро. И бев задоволна да ги користам 2 месеца. Сега прашање дали може да се користат повеќе, инаку бев оперирана од карцином и ги користам превентивно. Значи, сакате да знаете колку време може да се користат? Да. Добро, значи ќе кажам јас на крај како ќе си ги подигнете, како ќе го подигнете нели овој подарок. Да. Останете да не следите и ќе добиете одговор од мојот гостин. Да. Ви благодариме што не следите и се јавивте. Пријатно. Пријатно. Благодарам на гледачот за прашањето. Во суштина, како што реков, комбинацијата од пробиотици е прилично корисна за градење на имунитетот. Логиката е многу едноставна, значи тоа се бактерии кои што кога доаѓаат во контакт со организмот индуцираат продукција на антитела и нас спремаат за евентуална следна инфекција. Така да едно е кога ние сме припремени, односно нашиот организам има спремни антитела, а друго е кога нас ќе нападне инфекција и ние неподготвени ќе се разболиме, па ќе се лекуваме некој период. Така да од тој аспект улогата на пробиотиците во оваа ситуација е превентивна. Така да, значи, целта и идејата на употреба на пробиотиците, а особено во комбинација со цинк и со витамин С, кои што се познати имуномодулатори кои што помагаат за да се зголеми бројот на леукоцити и на антитела во организмот. Значи, во оваа комбинација треба да се користи, сугерираме 3 месеци минимум, така, но нема никаква штета ако таа се користи и цело време. Сите овие компоненти се сосема природни и нема никаква штета, нити има потреба од прекини во терапијата. Ајде да слушнеме кој е следа на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, имате некој прашање? На телефон. Уште еднаш повторете само. Тодоровска Загорка на телефон. Тодоровска Загорка, како сте Загорка? Поздрав до вас, исто и до... Благодариме. Благодарим. Некој прашање?
Па прашање нема, мама еве слушнав за ова пробиотикот, па сум кандидат да го пробам. Так, значи тоа не е само пробиотик, имате витамин С, цинк со пробиотици, тоа е добро значи за имунитет. Овие капсули се добри за имунитет. Вие го добивте второто пакување и чекаме уште еден наш гледач. Ако е само тоа, значи ви благодариме ете што не следите, што се јавивте. Ке потенцирам јас како нели ке си ги добиете подароците. Бидете со нас и останете до крај, ке слушнете. Сега можеме да се мислам дека одговоривме на прашањето, меѓутоа не е лошо да се надополниме. Реално значи главни термини кога ние би требало да го засилиме нашиот имунитет се токму овие преходи. Значи март месец. Знаеме дека секогаш на пролет некако организмот ни е исцрпен. Апсолутно. Од една страна значи не располагаме со истите витамини преку овошји и зеленчук, не можеме да ги не со тој квалитет во зимскиот период, иако ние се трудиме да ги внесуваме, меѓутоа не е истиот квалитет. Од друга страна, значи, се отвараат градинки, се отвараат школи, почнуваме си да работиме, променливо време, врнежливо и нашиот организам паѓа. Така, ајде да го слушнеме и третиот гледач за денес, кој што ќе добие на подарок овие витамини, односно витамин С, цинк и пробиотик, од кои што се добри за имунитет. Кој е на линија? Ало, добар ден. Добар ден. Јавам од Битола. Така. Значи, јас редовно ги користам овие вашите препарати од витамин С и од цинк. Па, сум задоволна. Така би сакала да ве пофалам, дека стварно се во ред препаратите. Така, сакате исто да го добиете и овој подарок? Кажете ми го само вашето име и презиме. Милошевска Сузана. Милошевска Сузана. Да. Така, значи ова е уште подобро што е во комбинација, како што кажа Филип, во цинк, витамин С и пробиотики, добро е за имунитетот, да се го ојачате во овој период. Некое друго прашање да поставите ако имате во однос на оваа тема? Ја слушам внимателно емисијата, така да Добро. Ето тогаш сослушајте не до крај, ќе имате уште нели дополнителни информации да слушнете, а како што кажав и за претходните гледачки, ќе ви информирам како да си ги подигнете при крајот на емисијата овие подароци. Ви благодарам во секој случај уште еднаш што не следите се јавивте. Филип, до каде стигнавме? Ајде да кажеме сега за променливото време. Генерално уште една интересна работа тука може да се напомене, значи пролетта не е само период кога ние имаме пад на имунитетот и почести разболувања, туку и период кога се активираат сите оние сезонски алергии и така натака. Значи се случува. Значи како што се буди природата, така се будат да речам и нашите слабости. Алергиите, меѓу другото, настапуваат не само како резултат на наша природна предиспозиција према одредени антигени, туку и како резултат на тоа што нашиот имунитет не е на соодветно ниво. Така да, одредени комбинации пробиотски со витамин С, цинк, со витамин Д, поготово, се прилично корисни за едноставно нашиот организам да биде поспремен и да не воопшто да не дојде ни до појава на овие алергии. Јас овдека токму во овој период би се надоврзал и на детската популација, да речем на нашите најмили, најдраги и така натака. Имаме гледач, ајде да слушнеме што ќе каже. Пред да премиреме на децата, да. Ајде сепак имаат тие предност. Добро вечер. Апсолутно. Дали се слушаме? Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Блажевски. Ало? Говорете, ве слушаме ние во студио. Само едно прашање. Слободно. Ја следам емисијата и ме интересира, бидејќи сум опериран од... Значи, дали сте тука се уште? Да. Слободно говорете, ние да слушаме. Систем нешто дебело црево. Дали можам редовно да ги користам пробиотици, нешто користам, али дали вашите сега што ги рекламирате? Да, ние не ги рекламираме, моментов ги делиме на подарок, а нормално ако сакате да знаете точно каде ќе се јавите, ќе ви потенцираме точно каде ќе можете да ги купите, меѓутоа бидете еве со нас да слушнете колку и како може да се користат, иако еднаш ми се чини Филип дека потенцираше колку време треба да се користат пробиотиците, така. Да.
Значи, рековте дека сте оперирани од... Знаеме од што? Так. Да, од дебело црево сум. Добро, на дебело црево. Добро, ете убаво што ни кажавте. Тогаш останете со нас, еве ќе ви посочи Филип, можеби некој поконкретен пробиотик кога станува збор за вашиот проблем. Благодариме за прашањето и за до објаснувањето на состојбата. Во суштина, значи, како што рековме, пробиотиците се прилично корисни за проблемите на гастроинтестиналниот тракт, поготово на долниот гастроинтестинален тракт. Поготово дискутираме, значи, на цревата, не толку на желудникот колку на цревата, така да во овој случај тие би помогнале не само за смирување на состојбите или тегобите што веројатно произлегуваат од таа состојба, туку и повторно преку оној имун одговор би го засилиле организмот и за следни непријатни, да речам, непријатни случувања, временски ограничувања генерално, значи генерално нема, нормално со сугестија дека не треба безпотребно ништо да се претерува, така да во имунитетски рамки дискутираме за употреба во период од 3 месеци, постоја може да направиме една пауза, фино лепо 2-3 месеца. Дали во однос на неговиот проблем може секакви пробиотици да користи или има некои поспецифични, што се само тоа и ќе го вклучиме следниот видео, нека биде генерално треба да се држиме на пробиотици од групава на лактобацилус како за неговиот проблем. Да, како што рековме, како најбезбедна варијанта и најприродна. Така. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Повелете, јас ништо ме превари сите за витамини се јавував, ама... Па веќе ние ги поделивме. Меѓутоа, дали имате некој проблем, па да можеме некој совет да ви дадеме во однос на дигестијата, на сите овие работи, на диарејата? Дали смеја да пија калциум карбинат? Калциум? Карбинатот. Карбинат. Така барем слушам. Оти денеска бевка еден лекар за бубрезите ми рече тие не, а мене за остеопорозата ми рекој да пија, а тој за кај бубрезиве кобес ми рече тие би отфрла. Не знам што да права се. Добро, ви благодариме за јавувањето. Еве се надеваме некоја следна прилика ќе бидете побрзи, па можеби ако имаме некои подароци, еве ќе успеете да се јавите порно па да добиете, Филип. Океј, значи сега немаме реално доволно информации за да може да судиме да или не и сме прилично надвор од денешнава тема на пробиотиците, она што генерално, значи може да се предпостави и да се каже дека калциум карбонатов бил даван за некои стомачни тегоби или киселини и така натака, меѓутоа она што во суштина стои е дека во случај на бубрежни проблеми не би требало да користиме. Да, треба да се внимава и да поготово во случај на потешки ситуации треба секогаш да се има консултација со лекар. Во контекст на пробиотиците дискутираме сепак за нешто што е сосема безбедно и кое што вие сами може да го набавите во аптеките, класифицирано како додатоци во исхраната, така да од тој аспект ризиците се релативно ниски или никакви, а бенефитите може да бидат различни. Како што реков, до сега зборевме претежно за повозрастна, да речеме за возрастна популација, за адултна популација, како што велиме ние. Меѓутоа, пробиотиците се многу корисни за детската популација, дури и за најмалата возраст. Мајките и децата тука, секогаш мајките се загрижени кога имаат проблем децата со диарејата, дури кажавте една информација, факт дека е така, дека многу за жал во земјите од третиот свет голем број значи има огромна смртност од диареја и не треба да поготово зборуваме кај мали бебиња. Значи испод една година треба многу сериозно да се свати, поготово ако има големи губитоци на течност, ако е силна диареја или ако има паралелно повраќање, губитоците се огромни и мора да се надокнадуваат со комбинација од пробиотици и ОРС раствори, за да ги надокнадиме електролитите кои што ги губиме со овие состојби. Она што е многу важно и корисно е примената на витамин Д
3 уште од најрана возраст и генерално тоа е и правило кое што и овдека се почитува и ги испишуваат децата што се вели од болница со витамин D, бидејќи тој не само што е добар за коските и за развојот на нашите деца, туку е и многу добар за самиот имунитет, за оној дел кој што вели да спречиме да дојде до појава на алергии, а доколку ги комбинираме и со соодветни пробиотици, пред се повторно од лактобацилус групава, можеме значајно да го засилиме имунитетот на детскиот организам. Овде во ваква ситуација поготово мислиме на оние деца кои што се родени со царски рез, значи тие деца, за информација за гледачите, се генерално имаат еден хендикеп, затоа што не поминуваат низ и не ја преземаат микрофлората од мајката. На тој начин имунитетно се ослабени и тука се препорачува комбинирање на витамин D3 и пробиотици уште од најрана возраст со цел да го засилиме нивниот имунитет. Исто така деца кои што се предвремено родени или деца кои што не се дојат. На доењето се инсистира прилично во последните десетина години, особено, па и порано токму заради тоа што ние преку млекото на мајката внесуваме антитела кои што се значајни за поготово за првите 6 месеци до 9, кои што се значени за стартниот имунитет на детето. Меѓутоа, ако тоа не го правиме, потребата од внесување на пробиотици станува прилично значајна и токму заради тоа голем дел од вештачките храни се комбинирани со пробиотици за да го индуцираме имунитетот на новороденчето, на малото, бидејќи секоја инфекција е опасна. Сите родители, поготово млади, имале доста непроспиени ноќи и добро е да се зачува имунитетот. Во контекст на малку поголемите деца, да речеме, кои што одат во градинка, тие пак си имаат други проблеми, односно одеднаш доаѓаат во средина каде што има голем број на непознати микроорганизми, опасност од разни заболувања и тука исто така е корисно да се продолжи со таа суплементација на пробиотици или комбинација со витамин D3 за да го засилиме имунитетот и полесно да се пребродат сите тие детски болести како што велиме. Така да пробиотиците се широка тема, иако доста се зборувало во Европа и во светот, не се доистражена и постојано откриваме нови и нови примени. Ајде вака сега, бидејќи сме некаде тесно со времето, нели ќе мора да заокружиме мисијата, да ги потенцираме битните, нели оние, како да кажам, точки за кои што ги разговаравме овде нели подетално, да заокружиме темава, да пратиме на порека до нашите гледачи, значи зашто беа најпотребни пробиотиците и кои се може да ги користи и тука некако да ги поздравиме нашите гледачи, тоа и да се вјака. Па јас би направил еден краток заклучок со фактот дека сите ние треба малце повеќе да размислуваме превентивно. Тоа би го направиле на тој начин што би користеле како прво здрава храна и здрав начин на живот, меѓутоа во ситуација во која што сме изложени на стрес, брза храна и така натака, генерално имаме еден наш сојузник, тоа се пробиотиците. Тие ни помагаат не само за подобар имунитет, туку и за конкретни проблеми, како што е диареја и други стомачни проблеми. И особено да не заборавиме во комбинација со антибиотици кои што ги убиваат во организмот, се сугерира со секој, ние велиме пробиотик со секој антибиотик и на тој начин да го заштитиме организмот, да го засилиме имунитетот и полесно да ги предродиме непријатностите. Така, и за сите оние кои што имаат, пак кажавме, проблеми со ајде да не речеме желудникот, со цревата, секако да се советуваат со своите лекари и да користат пробиотици.
Значи во секој случај имаат многу голема важност пробиотиците во како што реков, широка тема, широка тема и широка примена и голема сигурност за сите пациенти. Филип, драго ми е што за прв пат беше гостин во ваш доктор. Се надевам дека ќе продолжи соработката, па можеби ќе проговориме и нели во однос на други теми кои станува збор за фармацијата, нели твојата стручност па да ја пренесеме до нашите гледачи. Ти благодарам за денес и ти благодарам за овие подароци што ги донесе за да им ги доставиме на нашите гледачи. Ви благодарам уште еднашка за поканата. Се надевам дека приближивме темата до гледачите и дека даваме еден мал придонес во подигнување на свесноста на нашата популација. Се надевам дека и јас ќе биде така и всушност како што потенцирав и на почетокот, затоа и ги правиме овие емисии. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, значи еве првин да се обратам до оние 3 добитнички кои што беа најбрзи се јавија во програма, значи тоа се Спасева Елизабета, Тодоровска Загорка и Милошевска Сузана, значи вие ќе си ги добиете овие подароци 3, меѓутоа ќе треба да дојдете во телевизија Сонце, ќе се јавите на истиот број утре, ќе ви кажа нашата секретарка каде точно се наоѓаме и се разбира ќе дојдете да си ги подигнете од нашата телевизија овие витамини, односно витамин С, цинк и пробиотици кои што, како што потенциравме на почетокот, се добри за да ги консумирате за подигање на вашиот имунитет. Значи, до следната емисија, тоа е веќе во понеделник во 17:15, уште од сега можам да ви ја најавам доктор Елена Арсова. Значи, ќе говориме за опаѓање на косата, кое што навистина е многу чест проблем, како кај мажите, така и веќе кај жените, па дури и кај помлади деца, и се надевам и дека ќе имаме и со неа убаво дружење, а до тогаш ве оставам во убаво расположение, грижете се за вашето здравје и се разбира, ви посакувам и да имате добро здравје.